гласовите, а потоа забораваа што ветиле. ВМРО ДПМН покажа дека знае да направи рекорди во раст на економијата во време кога нема светска економска криза, но и дека знае да го извлече максимумот во тешки времења, кога целиот свет и најмокните економски држави се зашематени од ударот на кризата. Ова беше период во кој исто така се вложија огромни инвестиции во образованието. А секогаш кога зборуваме за образованието, зборуваме за младите. Дури и во кризната 2009 година, владата не се откажа од намерата за прв пат да воведе во Македонија бесплатни учебници за сите ученици во сите основни и во сите средни училишта. Никој не го направил тоа претходно, иако СДСМ на 2 изборни циклуси го имаше ветено. Средното образование, исто како и основното, го направивме во вистинска смисла, не само задолжително, туку и бесплатно. Не застанавме и со реализацијата на набавка на компјутери и интернет за сите ученици, проект кој во целост ќе заврши ова есен. Реновиравме 100 училишта, продолживме со проектот за изградба на 180 спортски сали и 50 фудбалски игралишта, а започнавме и проект за изградба на 100 тениски терени низ цела држава. Во 2008-та реализиравме проект за реконструкција на речиси сите училишни тоалети, а во речиси 2/3 од училиштата набавивме нова опрема, столчиња, маси и се друго што е опрема. Англискиот јазик цели 3 години се изучува од прво оделение како задолжителен, а од следната учебна година се воведува етиката во религиите и повторно започнува екстерното тестирање, кое своевремено Уставниот суд по директива на Бранко Црвенковски го минираше. Од годинава студентите кои ќе се запишат на факултет ќе плаќаат многу помала партиципација и неа ја ограничивме. Неа ја ограничивме на максимум 400 евра за оние кои ќе се запишат со кофинансирање и максимум 200 евра за оние кои ќе се запишат во државната квота, која државна квота во најголем дел од факултетите е 2/3 од сите запишани студенти на факултетот. Нема веќе плаќања по 800, по 1000 евра, по 1200 евра од студентите. Еден по еден се обидуваме и работиме да ги реновираме и студентските домови. Отворивме 2 нови државни универзитети и над 25 нови факултети за само 3 години. Оваа година бројот на дисперзираните студии дополнително расте, со што високото образование го поевтинуваме и го доближуваме до сите наши млади луѓе од сите краеви на Македонија. Ако во 2006-та само 42% од младите се запишуваа на факултет, лани во 2009-та дури 96,5% од младите матуранти се запишаа на универзитет и почнаа да студираат. Во тек е превод на 1000 учебници од кои се учи на Хардвард, на Јейл, на Беркли, на Стенфорд, на Оксфорд, на Кембридж, на Сорбона. Затоа што сакаме вие, младите, да го соберете највредното знаење и да бидете конкурентни не само во Македонија, туку и во светот. Годинава тече и процедурата за набавка на лаборатории за универзитетите ширум Македонија во вредност над 60 милиони евра. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа е партија која сака да ја смени реалноста во Македонија. Ние сакаме да овозможиме на сите млади
да се образуваат, да станат посамостојни, посилни, со поголема самодоверба заради стекнатото знаење и со поголеми шанси во животот. Многу пати знам да повторам дека Македонија нема ниту извори на нафта, ниту извори на природен газ, ниту огромни наоѓалишта на рудни богатства, ниту илјадници километри песочни морски плажи. Нашата шанса е во инвестирањето во нашите умови, во умовите на нашата младина, во инвестирањето во нивното знаење. И како што ветивме, токму таму ги насочуваме нашите инвестиции. Нашиот пример се земји чии што општествен развој се базира на знаење, како Јапонија, например, земја со најскудни природни ресурси, но со многу инвестиции во знаењето. Наш пример е Израел, земја каде 30% од извозот се базира на иновации, за кои што предуслов е знаењето, образованието и науката. Наш пример е и Ирска, но и многу други земји, чиј развој се базира на знаењето и на образованието. Ова е нашата стратегија. Ова е долгорочна стратегија. И сакаме за 10, 15, 20 години да видиме многу помокна држава. А мокта на една држава е толкова колку што е мокта на сите нејзини граѓани заедно. А мокта пак на граѓаните директно зависи од нивото на нивното знаење. Оваа наша стратегија, која во секој момент ја реализираме, треба да ја издигне земјата на повисок образовен и културен степен, а со тоа на повисок цивилизацијски развој од тоа што сега е. Јас знам дека секогаш некој може да најде и да објави некоја фотографија од некое старо училиште со извупена фасада, со скршено лабабо во тоалетот и слично. И јас не верувам дека такво нешто нема, но тоа нема да не поколеба да продолжиме со нашата стратегија, колку и да ни се подсмеваат на контрастот помеѓу новиот компјутер и старите керамиди на училиштето. Бидејќи јас знам дека тие нови компјутери, тие нови лаборатории, тие преведени учебници и книги од кои што се учи на највисоко рангираните универзитети, тие се тие кои ќе ни донесат во иднина не само нови керамиди, туку и пари за нови училишта и за многу посилен развој на Македонија. Не знам дали сето ова го разбираат во СДСМ. Знам само дека додека беа на власт, немаше ништо од ова. Немаше фокусираност на образованието. Не знам дали воопшто на оваа политичка гарнитура на СДСМ им одговара во наредните 10 години 97% од младите матуранти да се запишуваат на факултет, да завршуваат, да магистрираат и така натаму. Не знам како ќе манипулираат со таква структура на граѓани. Далеку потешко е да не манипулираш со високообразовни луѓе и луѓе кои имаат повеќе можности во животот. Луѓе кои без проблем следат директно на англиски CNN, BBC или сите други глобални медиуми и во секој момент ги следат светските трендови. Познавајќи го Бранко и неговиот стил на владење, со користење на локални вештини на манипулирање, убеден сум дека длабоко интимно тој не е среќен со ваквиот нов тренд. Овој тренд долгорочно ќе ја намали мокта на политичарите манипулатори и ќе остави простор само за оние со капацитет за создавање на дела. Дозволете и во оваа прилика да упатам апел до сите млади. Учете и зголемете го своето знаење. Тоа е шансата за вас и тоа е шансата за Македонија. Не се радувајте на дипломи без знаење. Тоа ќе ве уништи. Знаењето во животот ќе ви биде најголемото богатство и инструмент за доаѓање до успех. Почитувани присутни, минатата година ВМРО ДПМН
заврши уште еден